Земјите од регионот речиси да не тргуваат меѓу себе. Комшијата е прв пријател, но оваа фраза очигледно не важи во трговската размена. Регионалниот извоз изнесува само 14%, наместо меѓу себе се извезува во Европската унија. Во бројки, 5 пати повеќе се извезува во Унијата отколку во земјите на ЦЕФТА. Македонија најмногу тргува со Србија, Босна и Херцеговина, па на трето место е Албанија. Причините за ова се бројни, од технички бариери, царински процедури, издавање сертификати, вклучувајќи и фитосанитарни дозволи. Според бизнисот, земјите од регионот треба заеднички да пристапат кон европскиот пазар преку новиот план за раст на Западен Балкан кој го презентираше Стопанската комора. Извештаите на Европската комисија за напредокот на земјите од Западен Балкан и на економиите фактички посочуваат дека регионот фактички се уште не има достигнато нивото на функционална пазарна економија, која што може да се справи со пазарните сили и конкурентските притисоци што доаѓаат пред се од Европската унија. И покрај позитивните поместувања во изминатиот период, сепак просекот на БДП по глава на жител во регионот останува речиси 1/4 од просекот на 27 земји членки на Унијата. Отворен Балкан како иницијатива очигледно не помогна многу во надминување на бариерите, иако беше склучена за побрз проток на капитал и стоки. Една од начините за да се олесни пристапот до моќните европски пазари е пристапување кон единствениот систем на плаќања, за што Македонија поднела апликација во април, како и воспоставување на зелени коридори кои сега ги има само од ЕУ кон земјите, но не и во обратен правец. На домашен терен, техничките бариери на граничните премини се сериозен предизвик. Например, за одредени премини, фитосанитарните инспектори работат само во една смена, а инспекторот ако итно може да се викне на повик. За ова Стопанската комора апелира да се најде побрзо решение. А со овој нов план за економски раст, фактички предвидува да се воспостават функционални зелени коридори кај сите гранични премини во регионот кои што граничат со ЕУ. И фактички тоа ќе придонесе многократно до намалување на времето на чекање на граничните премини. Инаку според официјална статистика во периодот јануари-април 2024 Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Кина.